Од викендов до предпладнево 16 лица се пријавиле со скршеници во оделението за ортопедија во Струмичката болница. 12 пациенти имале полесни скршеници, ним им е ставен гипс и се пуштени дома, а 4 лица се оперирани и задржани на болничко лекување, вели за телеканал А1 специјалист доктор Иван Евтимов од ортопедското оделение. Младите обично паѓаат на рацете и ги повредуваат зглобовите, а повозрасните паѓаат на колковите, велат лекарите. Скршени раце, нозе, колкови, набиеници. За 3 дена 16 граѓани со повреди здобиени од пат на мразот побарале лекарска помош од вкупно 30 лица кои се пожалиле на повреди во ортопедското оделение во Струмичката болница. Почетокот на овие временски неприлики од 5 јануари до сега помош побарале преку 30 луѓе во нашата установа, од кои 12 се со скршеници, полесни, прегледани, репонирани, имобилизирани, дадена терапија и пратени на домашно лекување. 4 се примени на болничко лекување, кои сите се оперирани. Се мојгат во добро општо состојание. Овие 4 се последните 2 дена се како последица на времето со лизгање и со паѓање. Другите што се повредени од сообраќајни незгоди, тие се исклучени од оваа статистика. Не можем да ги сврстам сите во една категорија, имаме луѓе од по 65 години, имаме луѓе од по 19 години. Лекарите советуваат граѓаните доколку немаат потреба да не излегуваат од дома, посебно повозрасните лица. Доколку неминовно е излегувањето, внимателно да се движат по лизгавиот терен, рацете да не се држаат во джебот. А бидејќи и деновиве метеоролозите најавуваат температури длабоко под нулата, мразот по улиците ќе се задржи во наредните денови. Затоа да се внимава. Лекарите исто така апелираат до граѓаните доколку некој се повреди при пат на мразот, никако да не оди на местачи и надри лекари, туку веднаш да побараат помош во ортопедското оделение. Министерството за здравство препорача бремените жени, хронично болните лица над 60 години денеска да бидат ослободени од работа, а за работниците на отворено да се реорганизира работното време поради екстремно ниските температури кои може да бидат ризични по здравието на овие лица. Работниците пак кои што работат на отворено треба да се внимава работните обврски да ги практикуваат од 10 до 16 часот со повремени паузи на секој 2 часа по половина час во топло просторија и со топли напитоци се со цел заштита на нивното здравје.